Dobro, луѓе, овдека сме сега во Националниот музеј на Индонезија. И сега сме овдека во предисторијата. Дојдов специјално само да видам еден фосил. Тој исто многу интересен. Ќе објаснам покасно. Овие се сега, нели, овие од праисторијата, овдека има што се вика бимој. И се доловува така праисториското време со животните. Интересно така, генерално. Еве овдека на екранов овие што се овие се како се вика неандерталци. И да, хуманоиди од времето, Homo sapiens или нешто слично. Али овдека одиме да видиме нешто многу интересно. Еве овдека сега се јава интерактивна мапа. Овдека се ова е исто од тие пралуѓето некој, само не сум за овие дојден. Овие се некои видови на сапиенси, на човеколики. И сега, еве, веќе ова што се вика черепо. Еве го, веќе што се вика добива форма на нормален човечки череп. И нормално, овие се Homo, еве го, ова е черепо од Homo erectus. И овие се Homo erectus. Тоа е еден подвидок на човеколики мајмуни. Homo erectus мислам дека е исчезнат. Многу ова гранкиот од овие човеколиките се исчезнати, само Homo sapiens е останат. Еве ги првите Homo sapiensi. Еве ги овдека. Homo sapiens. Али не за нас интересно тоа, туку ете се видовте колкаво е се ова Homo sapiens, човечката глава, толку е. Ова е веќе модерниот варијантата на модерниот човек. Али ова сакав да го видам. Ова е ги вика хобити или Homo florensis. Florensis. Овдека е. Homo florensis уствари е најдено многу нова гранка во човеколиките мајмуни. И овие биле, еве, колкаво е, ова е скалпо, и плюс ми кажа ова во тука што е, дека е ова реплика од оригинало. Оригинало е уште на остров Флоренсис. Флоренсис е некаде северно, измеѓу Јава остров и Борнео. Мал остров е, на кај Бали. Мал остров е и нема многу туризам и тие работи, ама најдов во една пештера, најдов ваков, овој го најдов, Homo florensis, инаку е познат како хобити, ги вика. Овие луѓе, овака, ова е во многу мала глава, ова е глава, како да кажам, код куче, мислам, токава големина на глава. Не, ова е 1/3 од човечка глава, еве, за споредба, сега да не покажувам овдека луѓе некои има, ама еве овдека може да се види. Сега да не му влегувам во кадар, еве, ова е веќе Homo sapiens главата, еве. Колкава големина е на Homo sapiens и на хобитите. Тие уствари, еве го, нова гранка во човечката еволуција. И се најдени, тие се најдени пред 80-тите некаде години. И открија дека се уствари високи околу метро и 10, метро и 20, многу ниски, мали како деца вака. Толкави, уствари возраст нема толкави како деца. И многу ми беше интересно, ги не мислам така, цела има многу документарци на така за нив, има документарци во како се вика во на Discovery Channel имам гледано и сите тие работи, еве од овие писмата, дали овие се од овие
кмерските писма или појма немам. Ама гледаш, нешто наликува исто како грузиското писмо, исто грузиците исто вака нешто. И так, абе добри се овие што се вика напишани на камен вака, че ги протумачува, ги чита, ги она од периоди, историски периоди, па некои приказни има, некои митови, некои ово, она, ама фактички со тоа па се докажува и како може, мислам, во какви верувај на какви норми поштувале, например, што било нормално за нив, што не било нормално. И така, еве мапата овдека, еве мапата и сега ти вика има околу 300 милиони, 280 милиони мислам дека се. Еве го сега овдека, ќе го најдиме Флоренцис остров. Само да видам кај, еве, има преку 17.500 острови. Не знам точно, ама 17.500 е као за окружена бројка. Еве го Флорес. Еве го, не знам дали се гледа, еве го Флорес. Значи, ваму е Бали, еве го Бали. Еве јава ние кај што сме сега овдека, значи после одиме Бали, али Флорес е подалеку и плюс не е некој туристичко место, нешто овона, овдека е Флорес и овдека некаде во средината се најдени пештерата, овие што се малите, овие што ги вика хобици и заради остров се вика Флорес, ова се вика Homo луѓето од Флоренс. Homo Florens. И така, па сега ми беше муабетов интересно, ми беше сакав да ги видам тие, додуше и веројатно и овие се измелезени со нив или, ама тие викаат дека се исчезнати, дека не се исто како што се овие Homo erectus или неандерталците, сите тие гранки во човековата историја се исчезнати. Некој вика се претопени во, сите се претопени во еден вид во ова што се вика во Homo sapiens, во човекот, ни денешниот човек, Homo sapiens и сите генои демек се во она. И така, еве овдека големо ова будистичко влијание на островите. Мислам, нема, еве го, дека во Тимур, мислам дека само источен Тимур, тие верува нешто друго и зато бараја одцепување од овие сите претежно беа некој што се вика овие се сите муслимани, јако се различни нации и народи, не знам, мислам има околу 300 народи, али муслимани се претежно сите. И тоа ги обединуваат се така, овие источен Тимур тие не беа ова муслимани колку што сега не знам, јас да не нагаѓам точно, неам проверено, али така. И сакав да видам исто ова, би беше еден од тие еве овдека маските, овие се сите од тие племенски маски, ова е пред прифаќањето на исламо во што верувале во некои такви она. И сега еве се гледа во многу кинеско влијание, многу така она. После веќе и сите овие што се вика нивните божества се некако се некако под некое силно влијание на кинеските и на овие што се и на азиските што е многу нормално. И има некое влијание се осеќа на овие што се на овие австралијански племи, на некои овие како маурите, како ги викаат тие. Абориџаните во Австралија многу јасно, ама овие маури, овие мислев поќе на овие на овие племина колониите што ги населува островите околу
овие Микронезија, таму Палави, овие оние. Мислам дека од сите се тие дојдени, еве го, ова е ганџи, ова е од индиската култура, со детето, со слоно, со главата од слон. Многу има така мешавина на, еве и овдека исто имаш мешавина на култури. Леле 10 минути се направи, еве ова светата крава. Овдека има индиски периоди, веројатно, еве ги овдека пак ганџи го имаш тука, Гангес, како го вика овај божеството. Ова е пола во глава, човек со глава од слон. Так. Интересно е, убаво да се види многу работи, али посебно бев дојден за да го видам Homo florensis и тоа ми беше многу важно. Јако е реплика, нормално, и го разбирам тоа, само што така, тоа е едно од многу помодерните откритија сега, што се некаде околу 20 години, 20-30 години се стари. Еве ги овие традиционалните куќи на Индонезија. Евакви, овие шпицести и топ. Не знам дали кинезите ги има за мене од нив или овие од кинезите. Вакви некои капи зедов традиционални за дома, да ги закачам. Еве ги овдека од арапските влијанија, од муслиманските, еве ги дури овие ножовите се исто така изгравирани со ориентални влијанија. Так. Има носи тука. Добро, уште маце сега ќе готово завршувам со видеото, само да видам и овај дел што има. Еве и ова традиционалната куќа. Еве, нормално овие невестите што од богатите што биле овие некои принцези, ово она, еве, колку накитени во злато, ово прекрасно цвејчино во злато. Значи стварно, еве ги овие традиционалните куќи, долу заради ова што се мочурништото земјиште. И так. Тоа е тоа, сакам да кажам, се гледам од друго место, баш ми беше мило што ја видов и тој черепо. Толкаво черепче, она што се вика од куќето му е черепо, толкаво е. И ми беше многу кеф така што го видов. И тие до денеска се вика хобити ги вика така неофицијално, али еднометро високи човечина. И стари по 30 години, ама ко џуџина. И сите се такви, цело племе такви мали ко џуџина. Интересно. Што нема човечка еволуција да сретне. И така. Ајде се гледаме на кое друго место. Чао.